Ова што се прави преку ова законско решение, кое позицијата го форсира да го вметне преку тесна врата, сметам дека не е ниту време, ниту има барем и малку грам поволни услови за едно нешто вакво, бидејќи со истото се отварат навистина исклучително многу суштински, да не речам чувствителни прашања, за кои што треба да се отвори навистина на поширока дебата, за правилно решавање на овај проблем кој што го имаме и за справување со истиот. И не се сложувам, почитувана колешке, едно вакво законско решение да се воздигнува на едно толку високо ниво и да се стави под плаштот од исклучително национално и државно значење за земјава, кога истото е надвор од Уставот или е противуставно и истото е надвор од рамките на рамковниот договор. И уште една ситуација, почитувана колешке, сметам дека не треба во еден ваков сериозен, исклучиво сериозен економски проблем со кој што државата се соочува во овај период, да се разговара за една ваква тема, за која што повторно реков, ќе треба да се отвори една широка дебата. Кога сите економски показатели, почитувана колешка Кузмановска, се еден доволен аларм дека оваа влада има сериозен проблем во економијата, бидејќи извозот, како што знаеме, е во надолна линија. Странските инвестиции од почетокот на оваа влада до денес се една голема нула. Индустриското производство, прочем, и го нема. Девизните резерви се топат како санта мраз на сонце. Ја имаме, почитувана колешке, нови задолжувања, а ние со што се занимаваме? Се занимаваме со едно сериозно, исклучително, сензитивно прашање, о кое што не треба да се води една ваква дебата на ваков начин под закрилата на европското знаменце, се со цел да се направи огромен револт во Република Македонија. Но сосема ми е јасна намерата која што има Социјалдемократскиот сојуз и ова за жал не е прв пат, а верувам дека нема да биде ни последен, сета нивна неспособност за да не можат да се справат со ситуацијата во која што нашата држава се наоѓа, значи тие само знаат преку едни вакви, незаконски, крајно девалвирачки законски решенија да ги воведуваат во парламентот, во собранието, да се дискутира се со цел за да се види нивната неспособност и немање на кредибилитет за водење на државата. Вие ја цитиравте Шекеринска, што кажа истата во 2011 година подно законското решение, кое што ни малку не беше надвор од рамките на рамковниот договор, за разлика од сега, кога истото се користи само за тргување и за добивање нели на поен. Укажувате на процедурални